Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш до сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден. Во овој дел најчесто сме со гости, кои што еве денеска имаме една интересна гостинка, поточно една млада дама, а јас посебно ми е драго кога во студиото со мене имам жени, жени кои што можат во се да се носат со мажите, можат да им покажат на мажите, дека навистина жените си се жени во свој комплетен дел, но сепак можат да им покажат и дека можат да се носат и со машките професии. Сега тоа машките ќе го разработиме малку покасно со мојата гостинка. Јас би сакала да ви ја представам. Госпоđа Емилија Трајковска, добро утро. Добро утро. Како сте? Благодарам на поканата, добри. Инаку, госпоđа Трајковска е председател на Унијата на жени на општинската организација на ВМРО ДПМН од Куманово. Сега вака, бидејќи денеска е празникот на жената за почеток, да ви го честитам овој убав празник, овој убав ден кој што за жал е само еден, но ние ќе се потрудиме овој ден да биде комплетно наш целиот ден, нели? Благодарам многу за честитките, ви го честитам празникот, денешниот празник и на вас, на сите Благодаря. жени, на сите наши членки на Унијата на жени, на сите граѓани граѓанки на општина на Куманово, Куманово. воедно и на сите жени во светот. Така, благодарим и во нивно име. А јас би сакала да го честитам празникот, бидејќи на сите наши сограѓанки го честитав уште од Сабајле рано. Од Сабајле мислам дека бев првата што го честитав празникот на нашите сограѓанки, а сега би сакала да го честитам на сите жени припаднички на поубавиот пол во Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Куманово и навистина ме изненадив дека добив и подарок од Унијата на жените и навистина ми е многу драго, бидејќи знам дека овој подарок кој ќе се добие од жена, посебно на еден ваков начин, е навистина од срце. Благодарам уште еднаш. Сега, жената место на жената, под нашето сонце. Колку навистина нашата жена ја огрева и ја грее македонското сонце на нашите простори. Морам да кажам една работа. Вие сте председател на Унијата. Значи, намерно и кажа во најавниот дел машка работа, нели машка функција, нели на председателски водечки функции треба да бидат маши. Сега кога ќе се најде жена, тоа е веќе проблем. Каква е таа жена која е председател? Значи, некако под наводници се подразбира дека мора на вистина да е многу авторитетивна, многу строга, многу бескрупулозна. Но јас мислам дека не е тоа одлика, дека треба да се биде председател, ако се имаат сите оние одлики кои по мажите би требало да се бидат како председател. Жените сепак знаат на многу поубав и пофин начин да ги решат работите. Така. Како вие како председател гледате на целата таа ситуација? Благодарам. Значи, улогата на жената низ годините, низ вековите во минатото до ден денес се менувала. Така и денес, значи, сведоци сме дека во општеството во кое што живееме, улогата на жената станува се поприсутна и подоминантна во сите сфери на општеството. Како што споменавте и самите, значи, во денешно време имаме жени во улога на менаџери, жени во политика, жени кои што се клучни носители на битни функции во Република Македонија, како и во земјите во регионот, така и во светот. Имаме жени кои што носат битни одлуки во образованието, жени лекарки, жени кои што се вклучени скоро во сите сегменти, жени добри возачи. Баш пред 2 дена гледав една кампања каде што се споменуваше каква е улогата на жената и колку од Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата беше споредено какви се жените возачи во однос на мажите. Така да улогата значително е сменета во однос на претходните години
И мислам дека нема некоја работа која што не може да се прави доколку се има волја и постои желба и љубов за тоа. Така да нема ниту професија во која што жената не може да парира на Или ја нема жената во или професија. да, или ја нема жената. Присутна е секаде. Така. Но, дали се сложувате со мене дека и покрај тоа што ние сме присутни во сите професии, дали мислите дека навистина е потребен многу поголем труд повторно да се докажеме, Да. за разлика од мажите? Секако се согласувам со се вас. случува тоа и го чувствуваме, нели? Да. Се согласувам со вас, значи таму кај што сме денес, сигурно не ни било поклонето, затоа се избориле некои што биле пред нас. Она што ние ќе го правиме во иднина, ќе го правиме со намера за да пак нели се избориме и стигнеме за идните генерации, ако збориме на она процентуална застапеност на жената, да тоа се дефинира и влезе нели во како законска регулатива. Со тоа што зборам за државни, за јавни функции, за застапеност согласно законите во Република Македонија. Секако и во приватниот живот тоа се случува. Значи, жената за да ја добие својата улога и за да биде почитувана, секоја жена без разлика дали е тоа во организација во која што работи, дали е тоа во друштво, дали е тоа во политичка партија, во секојдневниот живот, значи првенствено е тоа да мора самата себе да се почитува за да ја почитуваат другите. Она што нас не издвојува, да кажам, како организација, како... Не, сакам да кажам што не прави, она што е различно во однос на нашето делување со другата страна, значи со машката популација, без да правам како жени, тоа е одлучноста и упорноста. Истрајноста. Истрајноста. Да, навистина тоа е една карактеристика и борбеноста и сметам дека на тој начин и само така може да секогаш да се успее во тоа што ќе се. Токму вчера во студиото ми беа гостинки од Удруженијето на пензионерите од Куманово, почитувани госпоđи кои се докажани веќе во своите професии и од нив советот како повозрастни госпоđи велат ние сме многу поистрени и издржливи. Точно. Значи, она што помладите можеме да го кажеме во одредени професии, во одреденото случување, истакнување и остварување на самите цели кои што ги имаме, ние сме многу поистрени. Значи, не дека нашите цели се многу поголеми. Нели, кога веќе сме во одредена професија, сите имаме зацртано некоја цел, која би сакале да ја достигнеме или пак тежнееме да се приближиме кон самата цел. Мажите ќе се повлечат на некоја половина пата, жените никако. Никако, јас мислам дека ниједна жена тоа не би го направила. Тоа е истрајноста и издржливоста. А да не говориме што се случува на самиот тој пат, додека одиме до целта. Но добро, тоа е една позитивност, многу убава позитивност која се сакаме веројатно што сме жените такви. Но сепак пак ќе кажам сето тоа се зависи од луѓето. Значи и од мажите и од жените, пак зборуваме за карактерот, пак зборуваме за јачината на желбата, јачината на карактерот, истрајноста и сето она, колку многу го сакаме тоа што го сакаме и што не е зацртано да го остварим. Нешто сакам да ве прашам. Што мислите за самиот назив, за самата формулација на вашата функција? Дали сте председател или председателка? Председател. Ете така. Многу ми е драго што е така, затоа што не знам зошто имаше една цела дебата, мислам, за формулирање на функциите, зошто дали во женски род да жена, да, зошто во женски, зошто во машки. Значи тоа е на прв поглед навистина деградирање на жените. Колку и да звучи лошо тоа деградирање, тоа е така. Јас сум жена, да, но јас сум водител. Вие сте председател. Зошто да биде председателка, зошто да бидам водителка? Сите гледа дека сум жена. Нема потреба нешто слично како да се поднамалува функцијата ако е председателка или ако е директорка. Директор и председател, нели е тоа машка функција, па нека биде председател. Нели подобро е така. И се сложувам, бидејќи мојата гостинка е председател на Унијата на жени од Куманово. Добро. Ајде вака сега.
да се подсетиме што беше она актуелно од минатата година што Унијата на жени го има завршено. А знаем, и медиумски ве следиме, актуелни сте на сите можни полиња. Дали се тоа предавања, дали се било каков тип на стручна реализација на одреден проект, се она што се случува од хуманитарниот дел. Значи, ве има секаде и во сите пори, и во сите можни работи од секојдневниот живот, од културата до најзначајните политички настани. Значи, жените од Куманово се навистина многу активни и веројатно вистинските жени се најдени во Унијата на жени во Куманово. Благодарам. Значи, изминатиот период имавме прилично многу акции, значи напорно работевме цела година. Значи, за нашата работа во почетокот на годината правиме програма по која што работиме генерално, меѓутоа таа програма може да биде надополнета со активности нормално доколку се јави потреба и доколку сметаме дека тоа е она што е суштинско и она што е битно да го направиме како, нели, како проект или како одредена активност. Значи, начелно ние минатата година, како и годините претходно кога работела Унијата на жени со останатите председателки во Куманово, ставаме акцент на верските празници, нели, на традицијата и на она што е останато и она што се прославува низ годините на назад, нормално. Значи, тоа одбележување на верските празници во смисла посета на црква или некоја работилница пак за назначување, како што за украсување на великденски јајца, например. Лани тоа беше една работилница, убава манифестација што беше новитет во работата на Унијата на жени. Од друга страна беше убаво дружење и многу убаво посетено беше. Така, посетено беше и на крај сето она што беше изработено беше подарено во хуманитарни цели. Во домот за стари лица во Куманово. Така да тоа е една од активностите која што има и свој креативен дел, кај што оставаме простор на сите присутни членки, сите заинтересирани, дури мали дечиња имаше кои што сакаат на некој начин да учествуваат во оној дел кој што на символичен начин го представува она што е наше културно вековно и она што е наша традиција. Тоа е во однос на културните вредности. Значи, друг побитен дел би сакала да истакнам организацијата на трибини. Значи, ние пред секоја трибина, како Унија на жени, генерално зборам, на централно ниво, па еве и на локално ниво во Куманово, ние организираме трибини за кои што најчесто сметаме дека се битни во моментов, значи се поврзани со некој датум кој што означува одбележување во меѓународни рамки, например Светски ден за борба против ракот, за борба против сида, доколку се работи од областа на образованието некој дел за одбележување на некој ден на родител, на дете, значи сето она за кое што сметаме дека е, нели, битно и убаво да се запознае пошироката јавност и да се повикаат стручни лица кои што на некој начин би самата проблематика би ја пренеле поблиску до слушателите и таа трибина би имала и интерактивен карактер, така да би можеле да се постават прашања со цел луѓето да се запознаат подетално со одредена проблематика. Дали се работи, значи пак ќе спомнам од област на здравство, дали е некоја мерка која што е новитет во Република Македонија, па убаво ќе биде луѓето да се запознаат со условите и користењето на истата, со таа цел се прави. Значи се одредува таргет групата кои се луѓето кои што до кои треба да се пренесе едукативна или точно, си има свој едукативен карактер. Значи од останатите акции кои што би ги издвоила од претходната година, организирање на театарски представи. По повод Ден на детето организиравме представа и тоа беше многу интересен дел во театар во Куманово. Исто беше посетено. Други акции кои што можам да кажам дека и најчесто ги правевме беа хуманитарните акции. За тоа сме сведоци ние навистина. Така, значи, знаете како во Унијата на жени кога ќе се спомне тој дел, денеска ќе се договараме, ќе правиме хуманитарна акција, тоа има многу добар одзив од сите.
Значи не само од жените во партијата, во тоа се вклучени и другите структури. Тука се Унија на млади сили, ветерани, членовите од општинскиот комитет, така да сакам да кажам, стриктно се вклучуваат сите, дури и самите граѓани. Имавме една акција која што ја правевме во месец септември на плоштад, собирање на хуманитарна помош која што подоцна беше поделена на семејствата од социјален ризик, најчесто тоа се семејствата кои што ги посетуваме. Помошта се состоеше од облека и од средства за хигиена и најде искрено на многу добар прием од самите граѓани кои што ни посоветуваа во иднина да направиме на повеќе пункта да поставиме штандови каде што во градот повеќе пунктови да се постават каде што ќе може навистина да се собере и да се даде тоа онаму каде што е најпотребно, навистина каде што е најпотребно. Да. Убаво. Сега вака. Јас мислам дека е време малку да се одмориме, сепак ова е наш ден, да не бидне нели жените не знаат да сопрат кога ќе почнат да разговарат. Ајде малку да се одмориме, а после тоа повторно продолжуваме да се разговараме. Beli konji sedlani i sjajni biseri, jaske donesam. Tajni morski dlabini i zlatni livadi će ti podaram. Site turski carevi i rimski legi ne se dovoljni da te odbrane. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš lud sum bez tebe. Noćva je divka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Beli konji sedlani i sjajni biseri, jaske donesam. Tajni morski dlabini i zlatni livadi će ti podaram. Site turski carevi i rimski legi ne se dovoljni da te odbrane. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš lud sum bez tebe. Noćva je divka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš lud sum bez tebe. Noćva je divka prekrasna, vodi me vo rajska gradina. Opasno sum ljuben vo tebe, ne shvaćaš lud sum bez tebe. Noćva je divka prekrasna, vodi me vo rajska. Почитувани гледачи, се враќаме повторно во студиото. Ова е вториот дел од утринската програма Нов ден на К3 телевизија. Јас сум вашата водителка Ели Деспотовска, а мојата денешна гостинка е госпоѓа Емилија Драјковска, председател на
Унијата на жени на ВМРО од Куманово, наопштинската организација на Унија на жени. А госпоđo Трајковска, она што беше интересно е и да не ја заборавиме крводарителската акција што ја одржавте за прв пат во организација поточно на Унија на жени. Така, во организација на Унија на жени на централно ниво. Да. Сите општински комитети беше за прв пат организирана крводарителска акција. Така? Значи тоа претходно го правеше само Унија на млади сили, така да лани како еден, да кажем, новитет за прв пат од наша страна беше организирана таква активност. Сакам да споменам кога сме веќе кај активностите на Унија на жени. Лани направивме една интересна изложба, беше спој на културните различности преку носијата. Значи, беа изложени во галеријата во Куманово, изложени носи од повеќе, мислам, карактеристични од повеќе националности, поканивме жени Така? од разни националности кои што може нормално присуствува. И на некој начин можам да кажам дека тоа е и целта и суштината за работата на Унијата на жени како приоритет, мислам не цел, приоритет за на Унијата на жени, Така? спој на културните разлики баш на Преку тој начин. конкретно ние ова го направивме преку носијата, меѓутоа да ги надминеме разликите и да дефинираме и да кажеме дека сите сме еднакви. Суштината е таа. Но она што сакам да го кажам и заради тоа ни организиравме една изложба која што навистина беше прилично посетена и беше прилично интересна, да. Еден познат писател од светската книжевност знае да каже се извинувам. Тоа што сум различен не значи дека сум подобар или дека сум полош. Само вели, те молам, дозволи ми само да бидем различни. Значи, доколку си ги прифатиме разликите, бидејќи сите сме различни на некој свој начин, не значи дека не можеме да функционираме во било кој колектив, во било која заедница, во било кое предпријатие, со тоа што различностите се едноставно особина, одлика на секоја личност. А да не зборуваме веќе за етникуми, за заедници, за народи кои што секој веќе си има своја посебна традиција. Ние секој дом, што се вели, па си имаме посебни навики, посебни традиции, а да не зборуваме пак кога се однесуваат, кога е во прашање верата, бојата или било која одлика на било кој етникум или народ. Добро, сега она што е интересно е што е она што оваа година Унијата на жените ни го подготвува. И јас сигурна сум дека имаме и некои работи кои ќе ни бидат веројатно изненадување. Ајде да не откриваме се. Ние жените знаеме тоа да го направиме. Секогаш мора да постои, ќе пријавиме во наводници 2-3 работи, а сите оние ќе ги оставиме за понатаму, нели? Јасно. Значи, и ова година, како и минатата година, ставаме акцент на неколку работи, кои што за нас се битни. Како што споменав, негување на традиционалните и културните вредности, понатаму економско јакнење на жената, Добро. зацврстување на улогата на жената, ова општо, кажувам, после малце ќе споменеме нешто малце по-конкретно. Значи, зацврстување на улогата на жената во сите сфери на општественото живење, помагање на тој процес. Значи, не е тоа процес кој што може 2016 година да се дефинира и да се направи, меѓутоа постепено чекор по чекор. Значи, генерално зборувам од централно до локално ниво, значи централно базата на Унијата на жени, до локално ниво, значи за Куманово. Значи, многу пати е разговарано, многу предлози се давани, многу е дискутирано особено за заштита на женското здравје, на здравјето на жената. Значи, ќе се предложат многу мерки, значи за превентивни прегледи, подобрување на законската регулатива, се со цел некои права да бидат подостапни, да може, значи, секој оној кој што не е во можност на некој друг начин да го оствари своето право,
да бидат навремено едуцирани, известени луѓето, да се организираат повеќе, нели, како што спомнав, и бесплатни прегледи, се со цел да се доведе, да се направи превенција од заштита од било какви болести кога станува збор за здравјето. Она што е исто така битно, на кое што ќе работиме во периодот што следи, е поттикнување на женското претприемништво. Така. Значи, битно е да се во секој од нас има некој талент или секој од нас има нешто за кое што е надарен. Да се осознае, да се препознае што е тоа и таму каде што постои навистина нешто кое што би можела секој од нас да го работи, да го работи, да се препознае самата жена. Значи, тука доаѓа и политичкото јакнење на жени. Ние како најголема политичка женска организација во Република Македонија сме присутни, како што и сами споменавте, и во многу активности, во сите партиски активности, можам да кажам. Значи, сепак улогата на жената не е доволно зацврстена и во тој дел. Мислам, има уште што би можело да се поработи. Кога станува збор за зацврстување на улогата на жената, тука треба да се спомне и образовниот процес. Значи, она за кое што се залага Унијата на жени е подобрување на образовниот процес и стекнување на образование на оние жени, се извинувам, каде што е потребно да се направи, се со цел да се направи некој чекор понапред во кариерата и да се осознае жената на начин на кој што ќе биде најдобар за неа. За демографскиот прираст на населението. Ова особено во последните години се истакнува како проблем. Значи, сведоци сме дека се помал број на жени во порана возраст се одлучуваат да стапат во брак. Тука има еден дел градење на кариера, образование, неможност да се најде работа, па уште е рано, па стамбено прашање необезбедено. И тоа се некои клучни фактори, мислам, да некој се одлучи да стапи во брак и нели жената да има потомство да се родат деца од тој брак. Значи, во 2016 година ќе работиме на тој дел, ќе организираме трибини од оваа област, да се истакне улогата колку е битна, што е клучот на дека семејството, семејните вредности, нели, колку се битни децата и се тоа. Меѓутоа, генерално тоа може и да допринесе до некоја измена, може минимално. Мислам дека економското јакнење е она што навистина е најпотребно за да се случи таа промена, за да дојде до промена во тој демографски прираст. Така да во 2016 година ќе се позанимаваме малку повеќе и со жените од руралните средини. Значи, ние во 2015 почнавме со посети на жени земјоделки во руралните средини. Значи, поразговаравме, продискутиравме што е она што на нив им е потребно за работата која што е работат, дали се запознаени со мерките кои што владата на Република Македонија ги преку програмите за субвенционирање ги дава на жените земјоделки кои што се занимаваат со таа професија. Освен тоа, оваа година планираме да таа мрежа и таа посета ја прошириме повеќе, така да не само во сегментот на земјоделието, во другите сфери на општественото живење да се вклучат, онаму каде што биле помалце вклучени, така да како една од активностите на која што ќе работиме оваа година е и таа активност. Тоа е она што е така поопшто земено за 2016 година. Добро. И сега, јас сакам овој дел од разговорот, како што ние и всушност темата на денот, а не само што ни е тема на денот, туку е и денот, нели, на жената. Така да, мислам дека би било убаво кога би можеле многу повеќе денови да имаме во годината само за нас жените, па да ние жените си ги организираме на начин на кој што ние сакаме. Но пак ќе речам, се си зависи од личноста, се си зависи од вас самите, колку денови во годината ќе знаете да си украдете за лично за вас, нели, за себе. Сега, жена во политика. Емилија Трајковска е председател на една политичка партија, на една моćна структура
на една партија која е на власт, на една партија која направи многу за нашата земја, воопшто откако еве се сеќавам од нашето осамостојување, кое се случи пред 24-5-6 години, колку точно има, се случија многу големи промени кои навистија ни го променија изгледот воопшто на самата ни убава Македонија. Воопшто изгледот ни е променет од сите можни аспекти. Не е лесно да се биде претседател, да се биде жена на една ваква партија, партија од која се очекува секогаш многу, партија од која посебно од жените се очекува се. Се очекува остварување и реализирање на се што ќе помисли обичен граѓанин, се очекува остварување на се она што секој некој ќе замисли. Со оглед на тоа што нашиот претседател, господинот Никола Груевски, навистина си постави една таква задача и се постави и се представи како таков лидер кој што ништо не е невозможно, се што може да се направи сега, тој ќе го направи сега. Значи, ниедна препрека не му застана на патот која не можеше да се прескочи и да се изреализира одреден проект. И кога веќе имаме таков лидер кој што за кога навистина нема препрека, нема нешто што не може, нема нешто што е неизводливо, во прашање е само време, луѓе, убав менеджмент, убава организација и се друго е полесно. Се се доаѓа само по себе и може да се изреализира. Кога си има таков лидер, значи таквиот лидер сето тоа го пренесува. Сето тоа го како што на нас, да кажеме, граѓаните, сето тоа знае да ни влезе во главите, сето тоа да го очекуваме и да го гледаме и да се трудиме да се приклониме кон правилата кои што ни се поставени и кон сите оние проекти кои што сакаме да ги реализираме на некој наш начин, кои се во име и во служба на самите граѓани, да се прилагодиме и да одговориме на сите оние законски норми кои што ни се поставени како регулативи, да се приклонуваме и да како граѓани нели одговориме на се оно што се бара од нас, така и членовите на ВМРО ја имаат исто таа обврска за да бидат во служба на граѓаните. Сега тоа во служба на граѓаните, пак ќе речеме, навистина многу голема одговорност од ова страна доколку си жена. Значи, жената не е само жена, жената е и сопруга, и мајка, и родител, и пријател, и се воедно. Не е само 3 во 1. Јас мислам дека 13 во 1 има во денешната современа и модерна жена, и 3 во 1 е многу малку. Некогаш може би било, денеска не е така. Што значи Емилија Трајковска за вас жена да се биде жена политичар? Како? Колку е лесно и колку е навистина тешко и изводливо во секој случај, но треба храброст. Значи во денешното време сведоци сме, како што споменав и претходно, колку жените се вклучени и до кој степен се вклучени во самиот процес на политичко одлучување и во самата политика. Значи, да се биде првенствено да се биде член на ВМРО-ДПМН е чест и гордост. Мислам, извинете, не мислам сигурно за секој оној кој што е член. Да се биде носител на било каква функција во ВМРО-ДПМН, еве јас од моје име како претседател на Унија на жени на ВМРО-ДПМН од Куманово, за мене тоа представува огромна чест, затоа што знаете, како што спомнавте и сами, кога имате структура и тим што работи и постојано работи, значи вие сте во ситуација да вие тој лидер и активностите на партиските активности ги следите, и тоа е еден континуиран процес. Тука нема процес каде што нешто застанува. Значи се движи и одиме напред. Значи имаме активности кои што ги планираме, ги спроведуваме, додека ги спроведуваме, планираме нови.
Така да како што сами спомнавте, многу беше правено, многу ќе биде правено и многу се очекува од народот. Перцепцијата во Македонија е доведена на тоа ниво да луѓето и не очекуваат нешто поинаку. Значи навикнати се на она што ќе биде ветено, да биде реализирано и на крај да биде даден отчет за се она што е направено. Значи се ветува, се реализира. И тука нема, можат некои работи од некои објективни причини да бидат подзадоцнати, значи или поодложени за одреден временски период. Меѓутоа тоа што се ветува, пред да се вети, ќе се осмисли, мислам, издржано е и има услови да биде реализирано. Не се ветува нешто кое што не може да се реализира. На тој начин работи и Унијата на жени. Ние имаме председател на централно ниво, господја Даниела Рангелова, која што е председател на Унија на жени на ВМРО-ДПМНЕ, која што е жена лидер во вистинска смисла на зборот. Таму се гледа енергијата. Значи, таа енергија се пренесува на сите општински комитети. Тоа е она што ние како жени го работиме. Улогата на жена да се биде на некоја функција вклучен во Унијата на жени е навистина голема одговорност. Како што и сами споменавте, тука е одговорноста на сите нас, најпрвин кон семејството, одговорноста на сите нас кон работата што ја работиме, затоа што тоа ни е нели основен начин за екзистенција на сите нас. Тука се и партиските активности, дружењето и пријателите и се она кога ќе се стави и кога ќе се седне и ќе се размисли, значи 24 часа се многу мал период за тоа да се реализира. Меѓутоа, како што спомнав и на самиот почеток, доколку се има волја, постои желба, значи се може да се избалансира и да се изменаџира. Ние постојано сме активни. Имавме година 2015 кај што и со оглед на политичките случувања за кои што не би говореле многу на овој ден, на денот на жената, сакам само да споменам за активноста и на членките на Унијата на жени, кои што на вистина се гордеам со жените во Куманово. Секоја работа која што била дадена како задача, како наша заедничка задача, која што заедно ја реализираме, за се договараме. Така да мислам дека со такво темпо и со таква засилена работа, на вистина, она што е реално остварливо дека може да се оствари. Во однос на она што го споменавте како одговорност и како работа, тоа на вистина постои. Значи, секогаш кон граѓаните мора да бидеш чесен, она што ќе го ветиш да биде издржливо и она што, нели, што ќе го кажеш ќе треба максимално да се заложиш за да биде изреализирано. Значи, лаги нема. Мора да биде тоа што во однос на нашето делување. Она што ќе биде ветено мора да биде реализирано. А мислам со добра волја, со добра организацијска поставена, со добар тим, не е невозможно да се... И со истреноста и упорноста на жените, посебно на членките што се во Унијата на жените во Куманово. Не случајно реков дека на вистина е направена многу посебен и прав избор на жените кои што се членки во Унијата, така да самите резултати си го говорат. Тоа и со госпоѓа Трајковска како председател, верувам дека не е лесно. Не е лесно да се изменаџира, но од друга страна е големо задоволство и предизвик со жени кои што се навистина креативни, кои што имаат што да направат и да дадат, кои се полни со идеи и многу е голем предизвик да се членува и да се биде дел од еден таков тим, сигурност. Јас предлагам сепак празник ни, нели, да одмориме со уште една музичка номер.
Така просторно нажалено, море задумано. Simone, primene, kaži se na konja. Eden paca, eden život za ljubov voleva. Elaj Simone, primene, kaži se na konja. Ne krivi da zvesi kudja i nebo postela. Plisni taja voda niz drug pred konja, taja voda studena. Simone, primene, kaži se na konja. Eden paca, eden život za ljubov voleva. Elaj Simone, primene, kaži se na konja. Ne krivi da zvesi kudja i nebo postela. Ето така. Ајде сега, она што сигурно е редно, нели, да си се опуштиме и да си поразговараме како ќе го прославиме празникот, што Унијата на жени има организирано, кои се активностите, верувам, дека ќе има целодневни активности. Да, значи по повод Меѓународниот ден на жената 8 март, Унијата на жени на ВМРО од Куманова денеска организира една мала манифестација, значи на платото пред Центарот за култура. Така. Ќе има млади членки кои што ќе делат цвеќе и мали поклончиња кои што за ова прилика беа специјално изработени за жените кои што ќе бидат присутни на тој собир. Тоа е она што ќе се случува денеска во 12 часот. Во недела беше организирана од наша страна, значи посета на манастирот Свети Јоаким Особовски. Крива Паланка? Во Крива Паланка, да. Значи, начелно, оваа година решивме да го смениме концептот на прославување од она класично како што беше по ресторани. Така. Минатата година на тој начин беше, оваа година решивме да ќе си дадеме простор, еднодневна прошетка да направиме, тоа беше по желба на поголем дел од членките на Унијата на жени и заради тоа и се реализираше активноста на тој начин. Така да во иднина исто така, не е само да работиме, па денеска на овој наш ден можам да спомнам дека треба да си дадеме малце и нели простор за рекреација. Треба и за рекреација, и за дружење, и за се она што
нас самите жени ни е интересно и убаво каде што се чувствуваме пријатно. Не значи дека секогаш велат кога ќе се влезе во ресторан, значи тоа е единственото дружење кое што треба да го направиме. Така. Си има место и време кога. И затоа ако не сме отишле преку целата година во тие ресторани и кафејани, тој ден е најмалку важно дали тогаш ќе бидеме таму или нема да бидеме. Во секој случај е многу битно во друштвото во кое што сме, Точно. да се чувствуваме опуштено, да ни е убаво, дружењето да биде квалитетно, да се посветиме едноставно време на нас самите. Бидејќи навистина, кога ќе помине една година, па кога ќе дојде нели новата година, па кога ќе дојдат празниците, и дури тогаш се освестуваме колку времето всушност брзо ни минува. Така да, ако ги немаме тие убави моменти, па и овој ден вако какво што е еден таков, не е важно сега колку му посветуваме внимание дека е посебен, да се украдеме малку за нас. Ако ние не си го направиме, никој нема да ни го подари и да ни каже повелете еден ден. Наистина така е битно. Така е. Вака, госпожо Трајковска, ајде за крајот, што да им порачаме на нашите дами? Што да ги посоветуваме? Што да им кажеме? Да им упатиме, јас постојано упатувам некои апели, постојано некои пораки, постојано во смисла дека треба да бидеме своји, дека треба да држиме до себе, не дека денот сега ни е таков, па тоа е и ред да се зборува, секојдневно, во сите професии, во сите пори на животот, бидејќи навистина имаме што да дадеме и што да покажеме и моćни сме. Моćни во смисол, интелектуално сме моćни. Во смисол она што жената инстинктивно, интелектуално го носи, не сакам да подценувам, далеко од тоа. Но сепак нашата структура е таква. Од нас да се очекува се и ние се тоа да го изреализираме. Не се упоредуваме со мажите, но сепак мислам дека би требало многу повеќе да не има во сите пори, значи да знаат да го искористат тоа што ние го имаме на еден убав начин. И ние да сме задоволни, и општеството, и луѓето околу нас, нели? Така. За крај на емисијата, а по повод поканата за денот на жената, така, како гостинка во вашето студио, би сакала да упатам, како што спомнавте и вие, апел до сите жени. Значи, борете се во животот, имајте цели, поставувајте си задачи и немојте да бидете скромни. Значи, сето она што се работи со љубов и за кое што се има желба и е поставено како цел, не е невозможно да биде реализирано. Така да бидете своји. Тоа е еден апел, една порака од тој дел. Од друга страна, како што и сами споменавте и во текот на разговорот го кажавме, значи истрајноста и борбеноста и одговорноста е она што не води ни животот. Така да нема откажување. Денеска нешто не сме успеале, не значи дека утре дека треба да се откажеме. Да. Значи патот до успехот не е така праволиниски и не е така без препреки. Значи се она што ќе се замисли во животот може, меѓутоа за тоа треба истрајност. А тоа жените мислам дека многу добро го знаат. Само ќе треба малце да се охрабрат за да го направат. Оваа прилика, значи за крај би сакала да упатам поздрав до сите жени, да го честитам Меѓународниот ден на жената, да го честитам овој празник. Значи бидете своји, бидете храбри и бидете единствени. Мислам дека тоа е единствениот начин за успех. Јас ви благодарам. Еве ова е порака од една млада дама, од една госпоѓа која што со своето искуство и на позицијата на која што се наоѓа, едноставно ви открива тајната на успехот, како се постигнуваат цели во животот, а тоа е нешто убаво што би требало да го послушаме и да пробаме да го примениме. Госпожа Трајковска, ви благодарам. Благодарам и на вас. Имајте убав ден. Задржете го патот по кој што сте, по кој што чекорите. Вашите цели се големи и изводливи, што е многу убаво и што е многу голем предизвик да ве пратат. Ние медиумски сме тука и го следиме сето она што се случува кај вас во вашата унија. И предизвик е навистина да се следат жените и да се пратат сите активности кои што како идеја се многу интересни.
Дури доаѓаме до оној момент, ајде да видиме сега што има во унијата, што сега ново ќе се случува. Точно има такви смислиле изненадувања, што смислиле сега да видиме. Тоа е навистина интересно, многу е, предизвик е да се следи навистина. Ви благодарам што одвоивте време. Ќе се видиме повторно. И почитувани дами, повелете на денеска пред Центарот за култура, така Во беше? 12 Во 12 часот, да. часот. Унијата на жените има да ви кажат многу убави работи и да си поминате некое време да се дружите и да си размените некои работи. Јас емисијата ќе ја завршам со еден спортски термин кој што вели на одреден надпревар, а тоа е приказната иза во животот. Важно е, велата, само да се учествува. Јас мислам дека не е важно само да се учествува. Важно е да се победи на било каков надпревар во животот. Доколку ве води таа цел, доколку имате целта, дека во животот не е важно само да живееме и само да учествуваме. Битно е да победиме. Битно е да бидеме победници во нашиот собствен живот. Да се носиме со победи, да одговориме на сите оние предизвици кои се пред нас и кои зависат лично од нас. Доколку толку многу ги сакаме, јас мислам дека и остварувањето воопшто нема да е тешко. Со оглед на тоа што ние жените едноставно можеме се. Ви благодарам на вашето внимание. Имајте убав ден. Се гледаме повторно. Репризно издание на оваа емисија оди утре во попладневните часови со почеток од 15 часот и 10 минути. До тогаш уште еднаш имајте убав ден.